лојалност, должност, професионализам, гордост, почит, одлучност, лидерство. Ова се вредностите со кои може да ги опишеме припадниците на македонските сили за специјални операции. Припадниците на македонските волци и ренџери станаа синоним за современ и врвно обучен војник на Арама, секогаш честни, достоинствени, во своето однесување упорни и доследни во извршувањето на своите задачи, подготвени да го ризикуваат својот живот за одбраната на својата татковина. Почетоците на професионализацијата на Арама беа почетоци и на полкот за специјални операции, кога во 1994 година беше формиран баталјонот за специјални намени, како прва единица составена само од професионален состав. Како резултат на високата мотивираност, посветеност, ентузијазам и силна желба да се биде не само најдобар, туку и совршен, баталјонот за специјални намени стана синоним за модерен и врвно обучен војник на Арама. Функционирајќи во тешки услови и носејќи се со објективните проблеми со кои се среќаваше Арама, баталјонот за специјални намени беше главното јадро за формирање на полкот за специјални операции. Силите за специјални операции на Арама се организирани во полкот за специјални операции. Наменет за извршување на екстремно тешки, сложени и политички чувствителни мисии, составени од специјално селектиран персонал, опремен со специјална опрема и специјално обучуван за тактики и техники кои ги надминуваат конвенционалните методи на војување. Припадници на полкот за специјални операции, господари на својата професија, кои безброј пати го оправдаа мотото на единицата повеќе од можното, и понатаму цврсто ќе чекорат кон височините на пиедесталот на најуспешните, каде секогаш гордо ќе го веат македонското знаме. Почетоците и формирањето на тенковската единица датираат уште со самото основање на армијата на Република Македонија, како тенковски одред кој што располагаше со 5 тенка. Потогаш единицата во континуитет се развива и модернизира. Тенковска единица практично постои од првите денови на формирање на армијата на Република Македонија како тенковски одред кој што располагаше со 5 тенка Т-34. Потоа следеше формирање на тенковски вод во рамките на гардиската бригада, опремен со истите тенкови Т-34, останати по заминувањето на некогашната ЈНА. Сега музејски експонати и цели за гањање на армискиот полигон Криволак. Во 1999 година, по пристигнувањето на тенковите Т-55, се формираше оклопен баталјон кој опстојуваше до крајот на 2001 година. Како наследник на оклопниот баталјон кон крајот на 2001 година се формираше оклопен баталјон Т-72А, опремен со моќните тенкови Т-72А и оклопните транспортери БМП-2, оклопниот баталјон, матичната единица на витезите, со последните измени во формацијата на армијата на Република Македонија, кој е континуиран процес, се трансформира во тенковски баталјон. Трансформацијата на баталјонот предвидуваше поставување на дополнителен персонал, кој практично и административно се вршеше до крајот на 2014 година. Со новопоставениот персонал во тенковскиот баталјон од почетокот на 2015 година се отпочна со реализација на интензивна обука, со акцент на реализација на воено-стручна обука и извршување на гаѓања со вооружувањето на ОМЕ.
Секој припадник на тенковскиот батальон по завршената обука е обучен и извежбан до автоматизам, самостојно и во состав на посада за извршување на наменски задачи, реализирање на долготрајни и напорни маршеви под оптоварување, пешки и на борбени моторни возила, совладување на тешко проводно земјиште, извршување на борбено осигурување, изведување на борбени дејства со висок интензитет, давање на прва помош и спасување, ракување со лично и колективно вооружување и опрема, брзо и прецизно гаѓање на различни цели со лично вооружување и со вооружувањето на ОМЕ, самостојно и во состав на повисока единица во содејство со единиците на другите родови и служби. Покрај ова, секој припадник на тенковскиот батальон се оспособува за брзо и адекватно реагирање во случај на елементарни непогоди, изведување на операции за поддршка и во секој момент да биде одлично физички подготвен за извршување на било каква задача. Воздухопловната бригада обезбедува воздушна поддршка и транспорт на единиците на Армијата на Република Македонија, наблюдување на воздушниот простор на Република Македонија и противвоздушна одбрана на елементите на борбениот распоред на единиците, позначени објекти на мали височини, да обезбеди целосен суверенитет на државниот воздушен простор, како и учество во операции за поддршка на мирот надвор од државата. Воедно, при елементарни непогоди и катастрофи врши цивилно пребарување и спасување, гасење на пожари и медицинска евакуација. Воздухопловната бригада ги има следните задачи: координација и контрола на плановите на подчинетите единици, планирање и реализација на мерки, активности и постапки за подигнување на нивото на борбена готовност согласно проценетата безбедносна состојба и добиените наредби, планирање и реализација на активности и постапки за поддршка на централната и локалната власт во справување со елементарни непогоди, организација и спроведување на наблюдување, контрола и обезбедување на суверенитетот на воздушниот простор на Република Македонија, постојано следење на воздухопловите во воздушниот простор над Република Македонија, навигацијска помош на воздухопловите, идентификација на воздухопловите во воздушниот простор над Република Македонија, дистрибуција на слика за состојбата по воздушниот простор до заинтересираните корисници, автоматска дигитална размена на податоците за ситуацијата во воздушниот простор на регионално ниво, подготовка за извршување на мобилизација, постигнување и одржување на борбена готовност, обука на персоналот за учество во мултинационални операции и мисии за одржување на мирот и борба против тероризмот, како и учество на вежби со НАТО и коалиционите партнери. Војното воздухопловство на Република Македонија е конституирано со одлука на првиот председател на Република Македонија, господин Киро Глигоров, на 10 април 1992 година. Со тоа е конституирана командата на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана, авиацијска бригада со авиацијски транспортен и борбен хеликоптерски скадрон. По повод првиот историски лет на македонското воено воздухопловство со авион од типот УТВА-75, 10 јуни се слави како Ден на македонското воено воздухопловство и противвоздушна одбрана. Воздухопловна бригада во состав на Здружената оперативна команда од 2012 година. Батальонот војна полиција, еден од столбовите на безбедносните сили, секогаш сигурен и одговорен во извршувањето на доверените задачи, растеше заедно со Армијата на Република Македонија, за денес да биде нејзина репрезентативна единица. Единицата на војна полиција, како единствена војна полициска сила во Армијата на Република Македонија,
постои и функционира од самиот почеток на формирањето на армијата на Република Македонија, односно од април 1992 година. Имено, баталионот на војна полиција е формиран со указ на председателот на Република Македонија на 15 април 1992 година и во поголемиот период функционираше како самостојна единица на Генералштабот на армијата на Република Македонија. Денес, баталионот се наоѓа во формацијскиот состав на Здружената оперативна команда на армијата на Република Македонија и е составен од професионални војници со целосна трансформирана структура. Како таков, го поседува бараниот степен на компатибилност со вакви единици во НАТО. Баталионот на војната полиција има корени од богатата македонска историја. Како ден на единицата се одбележува и слави 29 октомври. На 29 октомври 1878 година, во текот на македонското кресненско востание, е издадена наредба за формирање на војно-полициски началства на ослободената територија во Македонија, кои се всушност првите формално војно-полициски сили. Суштинските задачи на баталионот за војна полиција се следните: обезбедување на реони, правци, единици, команди и објекти од суштинско значење за одбраната, одржување на воен ред и дисциплина, учество во откривање и спречување на криминалитетот во одбраната, регулирање и контрола на војните учесници во сообраќајот, подготовка и одржување на подготвеноста на декларираниот вод кој влегува во составот на баталионската борбена група, давање поддршка на силите на МВР во справување со закани, ризици и опасности по безбедноста на Република Македонија, имплементација на научените лекции и усвоените НАТО стандарди и процедури со цел достигнување на целосна интероперабилност и интероперативност со НАТО алијансата во сите области и функции, давање поддршка на органите на државната власт, единиците на локална самоуправа, граѓаните и невладините организации и институции во справување со природни непогоди и епидемии, техничко-технолошки и други несреќи. Постапка со војни заробеници. Баталионот на војната полиција секојдневно извршува редовни и вонредни задачи од доменот на службата на војна полиција, како што се пријавна служба во Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата на Република Македонија, касарната Илинден и касарната Гоце Делчев, физичко обезбедување на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата на Република Македонија, техничко обезбедување на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата на Република Македонија, физичко и сообраќајно обезбедување на началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, физичко обезбедување пред кабинетите на министерот за одбрана и началникот на Генералштабот на АРМА, служба на дежурство на војната полиција, припадниците од баталионот за војна полиција, покрај ангажирањето во извршувањето на редовни војно-полициски задачи, се ангажирани во извршување на вонредно војно-полициски задачи од службата за обезбедување последното: обезбедување ВИП личности, обезбедување на делегации, сообраќајно обезбедување, конвои, транспорти и колони, обезбедување на простор и простории, обезбедување на класифицирани документи, обезбедување на објекти и техничко обезбедување. Со интензивирањето на бегалската криза, почнувајќи од месец август 2015 година до денеска, баталионот за војна полиција активно е вклучен во поддршка на Министерството за внатрешни работи во справување со бегалската криза, контрола на протокот на мигранти на јужната граница. Центар за обука на пилоти. Центарот за обука на пилоти е формиран 2012 година преку заедничко партнерство помеѓу Министерството за одбрана и компанијата Елбит од Израел. Центарот е наменет за обука на пилоти за потребите на државните институции во Република Македонија. Во досегашниот период во центарот беа обучени и се уште се обучуваат нови пилоти за потребите на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.
Обуката на новите пилоти ја вршат искусни инструктори од Израел и од Република Македонија. Програмата според која се врши обуката во Центарот за обука представува сублимат на искуства од војното воздухопловство на Израел и потребите на војното летање во Република Македонија. Настава во Центарот се изведува на англиски јазик. Во текот на обуката се користи литература од Универзитетот Оксфорд. Обуката се изведува преку примена на современи наставни методи со современи услови. Објектот на Центарот за обука на пилоти е сместен во касарната Страшо Пинџур во Петровец. Градбата на објектот заврши во 2014 година и според условите кои ги пружа, представува еден од најсовремените објекти за изведување на настава во Република Македонија. Обуката на нови пилоти е поделена во 3 фази, и тоа: основна пилотска обука за летање на авион се изведува со летање на авион Злин 242Л. Основна пилотска обука за летање хеликоптер се изведува на хеликоптер Бел 206Б3. Напредна пилотска обука за летање со хеликоптер се изведува на хеликоптер Бел 206Б3. Обуката трае 19 месеци. Во овој период, под будното око на инструкторите, кандидатите треба да извршат околу 170 часа летање на авионите Злин 242Л и хеликоптерите Бел 206Б3. Покрај летањето, за време на обуката, кандидатите за пилоти посетуваат и теоретска настава од областа на воздухопловството и воените вештини. За време на обуката, кандидатите добиваат статус слушатели на Воена академија. По завршувањето на обуката, новите пилоти добиваат летечки знак и звање пилот на хеликоптер Бел 206Б и воедно стануваат офицери на АРМ. По добивањето на офицерските чинови, новите пилоти се упатуваат на работни места во рамки на воздухопловната бригада на АРМ. Воздухопловната бригада на новите пилоти им нуди можност да летаат на хеликоптерите Ми-17 и Ми-24, како и да напредуваат во офицерската кариера. Во тек е конкурс за прием на нови кандидати за пилоти. Основен услов за пријавување е кандидатите да имаат завршено високо образование. Повеќе информации за конкурсот може да се најдат на сајтот на Министерството за одбрана www.morm.gov.mk или на сајтот на Воената академија www.ma.edu.mk.